поврзе два јазика и да го искористи каменот од розета како систем за да може да се преведе древен заборавен јазик. Меѓутоа, он во своите писма наведува дека првиот текст, најгорниот текст на каменот од розета е египетско-хиероглифски текст, кој што го користеле свештениците во Египет, египетските свештеници. Третиот, последниот, вториот текст, ќе се вратам на вториот, го нарекува старомакедонски, древномакедонски јазик, текст, а третиот текст го нарекува новомакедонски или куине. Денеска е познат како унцијално, а многу го користат од западната цивилизација како древно старогрчки јазик, а верували или не, во последно време на интернет се наоѓа дека владењето на Птоломеите во Египет е грчко, значи од времето на грчко-римски Египет, што значи прават сосема друга конструкција и да не речам остануваат живи со такви Затоа се такви наименувања за да се избегне да се спомне македонското. А е логично затоа што македонците владеле со Египет, нормално да има писмо на староегипетски, на хиероглифски, да има на старомакедонски, бидејќи тие се живите владетели, и така ми се чини на едно место од камерата да има се спомнати како живи владетели. Третиот е куинето или есперанто јазик, што го говори Александар како државен јазик, за никој да не се осеќа подчинет, поробен. Значи во текстот од древното македонскиот текст стои ние живите господари. Да. Значи македонците биле живи господари кои што владееле тогаш со светот. А додека текстот, унцијалниот текст нема ДЧДШ, значи ги има сите атрибути да биде општо прифатив јазик за цела една царшина, каде што нема потреба да некои народи кои што немаат тврди согласки да можат лесно да се искажуваат. Јасно. И денеска данајците, односно грците, го имаат наследено тој јазик во многу изменета форма и они исто немаат оние букви и символи кои што ние ги имаме. А додека во древното македонско писмо истите символи што ги користиме денеска ги има таму дури повеќе, што ние денеска ги тргаме од нашата азбука, како да речеме согласката Ш. И постои во древното македонско писмо, али 47 година не тргнат од господин Блаже Конески затоа што тоа било бугарски текст. Бегајќи од кога сме го користеле ние бугарите биле во Азија некаде. Така, земајќи топографијата на македонците, ќе видиме дека зашто ни требала таа буква Ш. Мешеишта, прељубишта, отушишта, значи во нашите села топографијата стои Шта на крај. Така. Тоа не е донесено од странство. Читајќи го, еве овде имаме една слика за Птоломеј од староегипетски надписи, за да можат британците и британскиот музеј и Ориенталниот институт во Чикаго кој што го проучуваат древното македонско писмо, односно не го нарекуваат демотско, да се држам до литературата, дека го читаат и го споредуваат, и вадејќи го картушот за Птоломеј, вадат еден дел сегмент кој што викаат дека еве овој дел од демотското писмо се чита Птоломеј. Не се во состојба да го читаат слог по слог. Ние ова можеме да го читаме слог по слог. Значи еве го истото тоа извадено што е со сиви букви, со сина обвивка. По македонски се чита најжевену, тој Богомо диве ји. Тоа би значило најживотворната душа ни, тој на кого што Богот на небесната мајка му се восхитува. Нормално дека ќе му се восхитува небесната мајка, пошто тоа е негово дете. Јасно. Значи тоа е негова божица. Таа може на своите деца да се восхитува, не се восхитува на некои други. Точно се дава запис што е како е. Меѓутоа да кажеме што е Птоломеј. Птоломеј е прекар за прекар, така. Да, и они фактички не може да ги издвојат имињата. Македонците ден денес користат во своите називи прекари. Ако одиме на некое место било каде, ако не го кажеме човекот што го бараме по прекар, не го знаат они по име и презиме. Затоа и во писмото, тоа го гледам од писмото, нашиот обичај на давање прекари стои во писмото. До ден денес. Значи имаме име, презиме и прекар. И затоа кога го забуните се ке грциве и па и ке египјаните, тотална збунка имаат со преводот, не може да го фатат коренот. Мислам дека затоа и сега ги бараат египјаните, господинот Бошевски
и Тентов Да, па да им помогнат, затоа што тие не го знаат македонскиот јазик. Веројатно им станало јасно дека илјадниците текстови што ги имаат на древното македонско писмо може да се разберат само со помош на луѓе кои што го знаат и денешниот јазик. Очигледни се врските. Да, тие и беа во Египет, односно господинот Аристотел Тентов беше во Египет, одржа предавање на древното македонско писмо. Египјаните беа зачудени, не рекоа ништо, ниту се буна, него баш напротив, чисто професионално ќе видиме, ќе разгледаме и ќе седнеме да видиме, затоа што вашите идеи се страшно напредни во однос на нашите. Например, Клеопатра би сакал да кажам. Сите ја знаеме како Клеопатра, меѓутоа има Клеопатра прва, Клеопатра втора и така натака. Што значи Клеопатра? Клео е мис или убавица. Патра е татковин. Прекарот на Клеопатра е убавицата на татковината. Или убавка. Или убавка. Значи врвната, што е главна на татковината, најглавната лепотица. Веројатно и тоа некој прекар или тоа е прекар. епитет. Така, прекар или епитет, што е дадено на неа. Правото име на Клеопатра е најзе, најсенајо. И после следи тој бого njemu дивеи. Значи, кажува дека на нејзе, богот на небесната мајка, не било кој бог, богот на небесната мајка се восхитува. Али нејзе, најзе, тоа значи најсветлата, најсенајо, најсјајната. Таа била македонка бела, им светела тамо меѓу тие египтјаните, затоа била најсејна. И денеска викаме од тој синоним најзе, тоа во преводна смисла е нејзе. Имаме тој збор во македонскиот јазик. Го разлагавме тука од речникот. Така, баш тоа е она суштината што мене ме привлекува писмо. Истите зборови ги користиме како што ги има во писмото, иако 2000 години помина. Практично е изворно да кажете за гледачите на телевизија Сонце. На овие текстови од Египет ние наоѓаме значи многу зборови кои што ги користеле древните македонци и ден денеска ги има во јазикот. Деца, и денеска викаме деца, ги викаме нашите дечиња ангелчи. Па деца на македонски значи отелотворени божества. Значи за да стане дете треба да влезе дух во телото и тогаш ќе стане отелотворен. Значи пошто е божество се дава многу едноставно синонимот. Али они така си го сметале животот. Дали нас ни смета тоа или не, не е битно. Ние денес нема многу текстови на оваа територија од нашите древни предци. Разбирливо е. Многу војски, многу владетели поминале дека секој однел по нешто. Нашите музеи, нашите храмови, нашите цркви се оплячкани, посебно во 19 и 20 или уништени. Или уништени, спалени често пати. До земја. Меѓутоа, се уште излегуваат текстови. Ако не кај нас, барем во соседството. Мене ми се чини затоа сите овие добронамерници под наводници, што доаѓаат и не советуваат да не гледаме во минатото, назад, туку да гледаме напред, само од страв да не ископаме нешто кој што ќе пружи писмени траги. Да ни го исечат коренот на живење, дека ќе посведочат нешто. Тоа е тоа. За тоа кои сме биле, од каде сме, дали сме биле писмени или неписмени. Ова сега што го гледаме се молам режија. Значи, еве иде ова, јас ќе кажам. Фотографии. Во Македонија можеме да најдеме само камени записи, затоа што римјаните кога ја освоиле Македонија многу добро се потрудиле да уништат се што постои. Се што можело да се уништи. Се што имало надпис на древно македонски требало да се уништи. Дури 6 век папата го има забрането ова писмо како демонско писмо. Ќе дојдеме и до тој зборот до демон што значи, затоа што представувало главна опасност за римското царство. Зошто не знам, меѓутоа ете, македонците кроз низ игра си задржале некои зборови, дзе на пример. И ден денеска си играме со деца. Многу зборови, ама тоа е класично. Значи, ова е фотографија од зидините на Кула во Серес, градот од северниот дел на Грција, односно Егејска Македонија. И ова е левиот дел, така, левиот дел се гледа крстови. Имаме символот на македонската земја, го објаснете. Так, символот на македонската земја над триаголникот имаме древно македонско писмо. Тоа е директно треба да се исчита. Да, треба да се исчита. Не сме седнале за тоа, меѓутоа стои како податок. Другата слика, втората слика прикажува, тоа е десната страна на истата кула. Најдена е во многу подобра резолуција сликата. Пак викам да се живи здрави грците, зашто ако не се тие нема да можеме да најдеме документи. Тука е прикажано. Значи, во средината што изгледа, тоа е шлем, од бригискиот шлем, односно шлемот на македонските војници. Капа. Карактеристична бригиска капа. Од десната страна е унцијалното писмо, а од левата страна е древното македонско писмо
исцртано со керамида, со Исто како на плавошник. ето. Интересно би се задржал на оваа бригитска капа. И Одисеј го најдовме на фотографија во грчките музеи со бригитска капа. Потврда е кој бил Одисеј, но еве и потврда која градел оваа кула или овие зидини во Серес. Кој тамо живеел? Само македонците, тие што го знаат македонскиот јазик. Бригите се најстарото македонско племе, според Херодот. Па сега дали се племе или Така ги веле тој се. Бриги е област, тоа е народ, па си имала своја заокружена територија. Да. Ова е наредната фотографија, ова е исто така делови од... Тоа е задната страна на кулата што е останата, значи сега ќе видиме следната слика. Ова е остаток, инаку најголемо оштетување има доживено за балканските војни кога бугарите малце масовно ја уништувале. Да, инаку тие многу се тресат за бугарщината во овие простори. Нека се живи здрави само. Наредната фотографија можеме да ја видиме. Сега, значи имаме директни последици наредната фотографија која ќе видиме. Она што е моментално најдено, што нашите археолози не се ни свесни што имаат откопано. Ова ќе ви кажам од каде, ова е градот Бела Зора, што го нарекуваат Била Зора, го декларираат од 7 до 5 век, до 2 век пред новата ера, во близина на Свети Николе. И гледаме дека ова крст, меѓутоа, кој ќе погледнеме од страна на древното македонско писмо, оно што знае, ако што го знае, што го познава древното македонско писмо, може лесно и да го прочита. Се чита В, на Ија, на Вои, Во. Значи, тоа е од десно на лево. Од десно на лево се чита, значи прво е мајсторот, да? После доаѓа на македонската земја, на небесниот господар, првиот и после е водата. Ова го означува светото тројство на македонците. Што е светото